Мислам дека обседнувањето со нешто што евенчуали станува досадно, повторливо, тука више знаеш дека ти е премногу затоа што ти исцрпува. Да. Не ти ја дава онаа убавина што ти ја давало претходно. Тоа ми се случи во моментот кога после 10 години решив да давам отказ во телевизија и да сменам кариера. Наташа, како си? Одлично. Секогаш сум јас одлично. Ретко се случува да чуеш некој друг одговор. Да, ама одлично. Одлично или одлично? Одлично. Одлично, најодлично. Знаеш дека тоа и во првите неколку епизоди нон-стоп, барем мене ми доаѓаше како чекај се, јас кога некој ќе ме праша како си, што му одговарам и најчесто нели тоа добро сум, супер, ама се од недела бев као чекај дали стварно сум добро или дали сега му кажувам на личноста стварно што се како се чувствувам или Што сакаш да слушнат? Тоа. И ми беше првите неколку недели од подкастов. Само тоа ми беше од главата кога некој ќе ме праша како си. А те прашува? Или само ти ги прашуваш и они велат одлично да Па не, гледај, мислам дека у Македонија барам и имаме таа култура на прашување, ама не и на дослушување, повеќе како си и да ослушнеш од другата страна, да, од добро па супер, како си ти, добро, ајде да збориме за тоа што сме тука. Ама не, интересно и кога зборам со луѓе за подкастов или ќе видат, па ќе кажа, идејата баш супер, дека не си кажуваме како сме, и тоа беше и некоја цел, и убаво што си одлично. И што денес ќе имаме можност да зборуваме. Со тебе исто и како и со другите би започнал таму кај што започнуваме секоја епизода, тоа е што за тебе представува ментално здравје. Настрана од сите дефиниции, нешто што секогаш го веламе е балансот. За мене ментално здравје е кога знам точно колку ми е таман, колку ми е доста, колку ми е многу. И кога знам како да сменам курс. Тогаш знам дека донесувам добри одлуки, тогаш знам дека сум инлайн со сама себе, со оно што го очекувам и со оно што го очекуваат оние кои што ги сакам од мене. И тоа. Како знаеш кога или како доаѓаш до тој баланс? Како знаеш кога е премногу, како знаеш кога е доволно? Искуството си го прави своето. Да, сите сме имале така крива на учење, сме поминувале периоди кога сме давали премногу, па сме се нашле во ситуација кај што сме прегореле. Сите сме имале ситуации каде што сме мислеле, само што ова да помине, само што ова да го преживеам, ама тоа пак не прави да знаеме докаде сме и како да реагираш во ситуација кога гледаш дека ова можеби те помине границата која што ми е мене удобна. Како знам заради хемиската реакција во мене. Во моментот кога те почувствувам дека не можам наискрено да ти кажам дека сум одлично, тогаш знам дека чекај сега, треба нешто друго да направам овде за да кажам следниот пат кога те ме прашаат одлично сум. Да, интересно и јас се водам пак по тој принцип да ако без нешто не можам или не можам да си го представам дека окей, јас сега ова го правам и станува дел од мојот идентитет, ама не само што станува тој дел, туку станува цел мој идентитет и тоа сум, кога ќе осватам тоа, сум како ова мора да го или намалам, ама најчесто мора да го отфрлам, за може пак да се вратам на него во некоја друга форма, ама кога ќе ми стане цел идентитет, сега со подкастов, например, ако земам како пример, сум, ако јас не можам да се замислам без подкастов, значи нешто не е окей. Значи премногу го правам тоа. Ама тоа е периоди. Обсесивност е убава работа кога е, знаеш, онака во даден период и кога те може да си кажеш, сега се обседнувам со зашто толку многу убаво ми е. Eventually завршува. Не може да трае предолго. Секогаш има нешто следно ново кое што те обседнува и кое што сакаш фул да се посветиш на тоа. Така што ја го гледам како позитивно тоа дека имаш такви обсесивни моменти, зашто јас си знам дека ја ги имам. Да, и гледај, ја би рекол се додека не дојде до степен да ти влие ментално или физички на твоето здраве или на тоа како се чувствуваш сам за себе.
и тоаш окей, мора да направиш одлука или да одмориш за период или да намалиш или ама да, се случувало некојаш и да го има тоа влијание и сега окей. Да. Престанувам со ова, се посветувам на ова. Обсесивноста те води кон многу, кон Да. успеси, кон нешто што уживаш, знае да ти направи неверојатна промена во животот. Меѓутоа, кога те кажеш колку ми е доста, мислам дека обседнувањето со нешто што евенчуали станува досадно, повторливо, тука више знаеш дека ти е премногу затоа што те исцрпува. Да. Не ти ја дава онаа убавина што ти ја давало претходно. Тоа ми се случи во моментот кога после 10 години решив да давам отказ во телевизија и да сменам кариера. Тука го имав првиот онака light bulb момент дека види се ова, да, јас многу од мојот идентитет е врзано со ова што го работам, ама веќе ми е блуткаво. Нема истиот вкус. Не само што ми е досадно, него имам чувство како постојано оние хрчаците, како да го правам истото, па истото секој ден, нема ништо ново, нема нов предизвик. И тоа е момент на одлука во кој што си речеш, за моето ментално здравје добро е сега да направам сериозна промена, па макар била и грешка, па макар и ме извадило таа сигурност. Ризик, Да. земаш кој што знаеш дека може на крај на денот и нема да се исплати, ама мораш нешто да направиш бидејќи се чувствуваш затворена, не се чувствуваш самата себе или самиот себе. И може да ти премногу удобно, па си велиш чекај сега. И тоа и вториот дел од она равен баланс кај мене е тоа, ако сум премногу, се сеќавам кога сум бил како мали, знаеш, на математика ќе ти дадат некоја задача и ќе ја решиш у 2 секунди и сум се фаќал, чекај, ова беше премногу лесно, нема шанси, толку лесно и да сум точен. И после гледаш у повеќето случаи нешто си заборел, па 1-0, па таму, па ова, чекај се, па се враќаш и така и во животот, реалниот живот, кај што ако нешто е премногу лесно, тоа или ја не го правам кој што треба, или пак премногу се чувствувам комфортно таму кај што сум. И никој, не можам сега да кажам никојаш, ама скоро па никојаш не е добро тоа чувство на комфортност, бидејќи после тоа води кон земање здраво за готово работи, кон недоволно посветување на важни нешта кои што се дел од тоа и опаѓа и таа желба, опаѓа и продуктивноста, и квалитетот и ефикасноста. И затоа, например, јас дека, у кошарката како тренер, ако, не знам, дете шутира и му е удобно и све супер, најчесто не го прават кој што треба. Најчесто треба нешто да сменат и ќе каже, па ова ми е тешко. Па тешко е, пошто не си навикнат, треба да научиш, треба да чувствуваш таква некоја нелагодност, се додека не ти стане лесно и почнеш да учиш некоја друга работа. Мора да ти биде предизвик. Ако не ти е предизвик, не е интересно. Да. Сега те прашам, пред да поминеме на овие работи кај што си денеска, сега која беше твојата мотивација да почнеш со кариера во телевизија и во медиуми? Сите сме го имале на 5 годишна возраст, дека те седнеш и те читаш вести и те се замислуваш дека си на телевизија, пошто телевизијата беше се во тој период. Јас кога растев немаше други медиуми. Меѓутоа, освен радио нормално, ги немаше овие современиве дигитални. Меѓутоа, одлуката, возрастната одлука дека треба да почнам да работам таму, не ја донесов јас. Тогаш беше време во кое што тешко се наоѓаше работа. Тогаш ти треба многу врски за да си најдеш работа и за среќа ги имав, затоа што тетка ми беше дел од семејството кое што во чие што собствеништво е сидел и ми даде шанса. И кога ти дадат шанса во такви услови, кај што туку што си излегол од факултет, ништо не знаеш. Значи, стварно ништо не знаеш. Колку год да се лажеме дека факултетот ти направил, не знам, некаква база на знање, не ти направил. И ти даваат шанса заради атер на некого
тогаш имаш неверојатен предизвик пред тебе, дека мораш да се докажеш, да не се посрамиш, да не го посрамиш тој што ти дал шанса, оној за чии што атер ти дале шанса. И така се случи. Не ја донесов јас одлуката. За мене беше донесена таа одлука, јас бев среќна што е донесена за мене одлуката, затоа што студирав, работев во пицерија, паралелно со студиите, почнав осител за срета работа во утринска, па до 2 ги завршував обврските и имав можност да терам втора смена во пицерија, затоа што со 6000 хонорар тешко дека да си ги платев сметките. И тоа те гради. Тоа те прави некој кој што создава работна етика, но дополнува се што факултетот не ти дал како практично знаење првенствено. Те учи како да функционираш во услови кога немаш многу ресурси. Тогаш и навистина немаше толку многу технологија која што ти овозможува брзо да совладаш некоја вештина, брзо да научиш, ти помага оново каде што имаш фалинка да го пополниш тоа. Значи мораше многу пешки да се оди, меѓутоа јас сум бескрајно благодарна за тоа. И за шансата, и за времето кое што сум го поминала, и за луѓето што ме учеле и што ми помогнале. Се сетевам прво интервју, одам во градска библиотека Браќа Миладиновци. И тогаш беше Филип Петровски директор. Требаше, не знам, има некој настани, некоја недела на нешто. Требаше да му земам кратка изјава. Прв пат се појавувам со микрофони, со снимател. Јас, всушност, кога сум нервозна, многу се смеам. Ама не онака гласно, шкикотење, туку сум насмејана вака до тука и те боли вилицата од што е изгрчена од смеење, ама знаеш дека тогаш имаш трема дефинитивно, нема друго. Само тогаш се смеам така чудно. И одам таква изнасмејана, се тресам. Среќа моја, снимателот имаше толку многу искуство, апсолутно му беше јасно дека прв пат е врска немаш опре. Ми даде совршени насоки. Филип секогаш си беше спремен за пред камера. Си го снимивме и тоа беше тој пресвртен момент кога што си кажав, добро, ова се учи, можам да го направам и од тука натаму само даваш уште, затоа што знаеш дека со тоа што даваш земаш дупло повеќе. Тоа е периодот во кој што бос си, ништо немаш. Немаш да му понудиш на светот за да ти даде нешто за возврат. Значи, се што правиш е за твое добро. Знаеш како велат од 20 до 30 не заработуваш. Учиш, ама од тоа што те го научиш, после те можеш да заработуваш. Ако ги прокоскаш ти од 20 до 30, после од 30 до 40 чуди се како те да заработуваш. Да. Не знам зашо последно време баш сум го правил со повеќе луѓе тој мовет за привилегираност и непотизам е некојаш интересно ми е сега некојаш ќе кажеме уствари непотизмот е добра работа и ова конкретно кога збориме за спорт има случаи кај што играч, например, дете добива шанса бидејќи татко му бил добар кошаркар или добар фудбалер. Брони Леброн, кажи. Тој случај. Баш за тоа го имав тој мовет и ја бев не чека уствари, тоа е добра работа. Сега привилегија е, он добива шанса поради тоа што татко му е еден од најдобрите, нема да кажам најдобар, еден од најдобрите кошаркари, што е некоја шикале кошарка, ама тие добиваш шансата и сега тој не значи, или ти не значи дека мора и ќе успееш, не, туку ти дава некој различен предизвик што мене би ми дал. Ја не сум дете на Леброн, нема да играм никогаш во НБА, ама пак имам некоја друга привилегираност. Ама Брони не го прави тоа за пари. Да. Он може да седи цел ден дома и ништо да не прави, да скрола по социјални мрежи, така? Да. Ама предизвикот е тој. И сега твое е понатаму да се откажеш, да се докажеш, си ја добил шансата, си ја добил заради тоа што татко ти е и зашто да не го искористиш тоа, меѓутоа после тоа или те бидеш звезда или те пропаднеш. Да. Не може да игра татко ти за тебе. Да, и тука е интересното и баш сакав и некојаш нели и кога станува збор за не знам државни институции, кога станува збор за корупција, тоа на страна, ама вакви некои случаи ми се интересни бидејќи тие личности поминуваат низ многу работи кои што ја не би поминал, кои што одреден голем број на луѓето не би поминали, ние не знаеме како е да си на некој кожа кај што цело време го слуша, се разборуваме не конкретно за твојот случај, туку за
некој што е премногу познат, секој ден да слушаш дека ти уствари си таму кај што си ради твоите. И какво тоа бреме и колку само Критериумите за тебе притисок. се поинакви. Да. Ама, знаеш, некој забораваме на тие работи, само па гледај го овој, таму е ради овој. Ама чекај, поддлабоко ако навлеземе и правиме муавет, за тоа е многу поразлично и секој си има некои своји Тоа е така потешкоти, заради тоа што има проблеми. многу лоши случаи. Да. Всушност лошите исходи од таквите ситуации се најчесто оние кои што стигнуваат до нас. Затоа што добрите, оние кои што добиле шанса и се докажале и ги достигнале тие очекувања што биле од нив, не се рекламирани. Додека пак кога ти се случи непотизам и тој кој што на таков начин влегол е некој кој што направил катастрофална грешка, некој кој што направил штета, некој кој што воопшто не се потрудил да сработи, да се докаже нешто, тоа го слушаме сите. И тука више се создава една слика дека сите се такви. Да, како некој еко чембер и се ова е тоа и нема друга дефиниција за ова е тоа и интересно е баш би сакал повеќе луѓе да можеме, мада пак живееме во време кај што се е површно, читаме наслов, не читаме цела статија, го гледаме насловот на видеото, ги гледаме првите 5 секунди и не коментираме веднаш. И одма коментар, чекаме или лайк. Па како можеш коментар да ставиш ако не си гледал видеото или не си дослушал епизода или не си го дочитал не си дочитал статијата, ама Ама ако ја дочиташ, или те треба да дадеш конструктивен, или те треба да дадеш позитивен коментар, или те треба да покажеш колку не знаеш или колку не си информиран, така. А вака на прва реченица одма кажи, многу знаеш ти, кој најде да кажува и така натаму, топ. Нема тоа секогаш го гледам кога ќе ставиме епизода и кога ќе ставам наслов или кога ќе ставиме, збориме со Наташа, која што работи ова и ова, и насловот е ова и од кај вие знаете за ова или не знам, можам да се кладам 100% дека таа личност што тоа го коментирала нема отворена епизода да види уствари зошто ние зборуваме. Бидејќи пак се никогаш не ставаме кликбейт наслови кај што ние зборуваме за тоа, ама многу по-детално, многу по суштински го фаќаме тоа, не знам како да бидејќи зборувавме за епизода со Милан пред да почнеме да снимам, многу ние може да кажеме дека ќе зборуваме со некој како е да се води бизнис во Македонија, например. Ма тоа не значи дека сега ние ќе даваме, не знам, ова не детално како он го води својот бизнис, зборуваме за фидбек, зборуваме за работи кои што се многу по-суштински од сега обично, како да заработиме пари у 2025 у Македонија. Пошто тоа може било каде да се најави, да се, не знам, ама не секој ќе гледа тоа и ќе изслуша и ќе да, што кажете, или некој добар издржа коментар, или позитивно, или ќе покаже колку ствари не знаат што се случува. Бар ти build engagement. Тоа и тоа се важи. Јас со Сандра нонстоп и со Сашко тоа го зборувам. Ја обожавам коментари без разлика какви се. Без разлика какви и да се. Сега рече кога дојде од заситување со традиционалните медиуми, се насочуваш на нешто друго. Да, уште додека бев восител, тоа ти беше day job. Паралелно со тоа почнав да се интересирам за дигитален маркетинг, почнав да работам social media маркетинг, тоа беше период всушност кога влегов како собственик на мал бизнис, кој што беше тотално надвор од мојата удобна зона. Имав 8 години салон за убавина, а ништо не знам од услуга пружење. Значи на вистина ништо.
И меѓутоа си имаш, тоа беше бизнис на кој што не му требав јас за да бидам нон-стоп таму. Вработените си работеа, си функционираше, ја работев маркетинг, работев набавки, работев пейрол и така натаму, значи немаше потреба да бидам таму за да тој бизнис си е само одржлив и си функционира како што треба, меѓутоа го доведов на едно повисоко ниво од позиција на едукација. Во смисла, јас се поставив како некој кој што е корисник на тие услуги, кој што не знае ништо, а ако си професионалец во дадена област, мислиш дека тоа што ти го знаеш, го знаат и другите. Исто беше и со фризери, козметичари кои што работеа во тој салон. Тие мислеа дека они што го знаат сите клиенти и нема потреба да се објаснуваме. Меѓутоа, јас тргнав од тоа дека јас ништо не знам. Јас не знам како конкретна формула на шампон влијае на мојот скалп, на мојата коса, што е, како се прави детоксикација, како функционира дадена хемија врз оштетено влакно, да не должам. Значи, мене ми беше битно во маркетингот, јас всушност да си ги едуцирам купувачи, да си ги едуцирам клиентите на салонот, што треба да побараат, што треба да знаат, зошто дадена услуга не е за нив, зошто дадена услуга чини известна цена, што се подразбира таа услуга, зошто треба оној кој што ти пружа таков тип на услуга да ти каже не си ти за ова, не е во твој интерес, не е добро. И мислам дека токму заради тоа беше толку таа предприемачка приказна успешна, заради тоа што не бев професионалец кој што ја пружа услугата, туку некој кој што е од другата страна, кој што му е јасно што од информација им фали на клиентите. И заради тој бизнис јас ужас научив дигитален маркетинг, се фокусирав, се специализирав за social media маркетинг и advertising, content creation и тука почна тој пресврт, да речеме, кариерен за мене и созрева моментот дека јас едноставно не ме исполнува телевизијата, нема зошто да останувам и дадов отказ и продолжив да си го работам бизнисот и да работам фриленсерски како маркетер. И се отворија многу шанси, што на домашен, што на US пазар, работа дури за Индија. И што е прилично интересно, заради тоа што во Индија има многу маркетери кои што имаат многу ниски хонорари. Значи бараат многу ниска сатница и е поверојатно е дека индиски маркетер те работи на европски или на амерички пазар, отколку европски маркетер те работи на индиски пазар. И се поврзав со многу луѓе, многу заедници и тоа беше еден период на, како да ти кажам, на барање како да се сместам сега во оваа нова индустрија и не сакав всушност да се вработам, меѓутоа ми се случува, сега што ми е колешка Цеца, ми се јавува на телефон и ми вели, слушај, дали може да пратам твое CV за една компанија на која треба сличен профил на твојот, некоја комбинација на новинарско, традиционално медиумско искуство и диджитал. Јас си викам, Цеца, знаеш дека не ќе да се вработам, супер ми е вака, ми тера и бизнисот, ми тера и фриленсерска кариера, шо нема зашто да пратиш. Ќе ти се допадне, верувај. Викам, па добро, нема што да изгубам, окей, ајде, прати CV, а не може да ми каже за кого се работи. Зашто обврзана е со Индија, дека нема да ми каже за кого е, за која компанија и кој проект. И праќа Цеца, моја CV, се јавува по 2 сати, те сакаат. Сега можам да ти кажам кој. и ми кажуваат дека се работи за Coca-Cola компанија од Белград, всушност бренд менеджментот, и се работи за проект кој што го работиме како пилот проект во Македонија, Полска и Италија, се работеше за интеграција на платформите нивни, а го работевме директно со девелоперите Атланта, значи од headquarters. И сега викам, добро, сега јас не да се вработам, ова мора да го не се испушта, стварно не се испушта такво искуство. И кажувам на Цеце, важи Цеце, нема проблем, ќе го работиме. И така всушност влегов во репрезент приказната агенцијата комуникацијска во која што сум сега, затоа што тоа е првиот проект кој што го работев со нив, да, како надворешен соработник, не бе вработен во репрезент, работев исклучиво за проектот на Coca-Cola. Од тука натаму, еден следен друг, вака, така, и останав 7 години таму. Да. Не, интересно нешто што каже
на самиот почеток кога збореше за таа транзиција, колку само луѓето кои што се професионалци во една област мислат дека сите го знаат тоа што тие го знаат и колку само некојаш некој ќе се обиде професионалец да, ај сега да објаснува, ама некој стварно има потреба од човек кој што е надвор, еве као тебе, да дојде и да им помогне на тој професионалец да остане да си ја врши својата работа, да даде 100% и да биде ефективен во тоа што работи, да не го дели времето, па сега ќе учи социјални медиуми, ќе учи како што не. Туку има голема потреба од луѓе кои што ќе го работат тоа што ти го работиш и на некој начин ќе бидат клиенти за нив и ќе им помогнат да го објаснат тоа што тие го знаат. Преведувач. Да, на некој начин преведувач меѓу јазикот на професионалецот и јазикот на клиентот, потрошувачот, конзументот на производот или услугата. Тоа е целата поента на маркетингот не е јас да ти натурам и да те натерам да купиш нешто и да си ги потрошиш парите без веза. Туку да ти кажам, да ти ги дадам сите информации спакувани во разбирлива приказна за ти да знаеш дали ова ти треба, дали ти врши работа, ти исполнува некаква функција, ти задоволува некаква потреба, ти предизвикува некаква емоција или не. Да. И тука мислам дека доаѓаме, еве кога веќе збориме за ментално здравје, не лично за тебе како некој што работи тоа, туку за самите професионалци, бидејќи ти на некој се ако му кажеш, не знам, еве, зборуваме за тоа козметичар или што и да е, сега ти треба да посветиш дел од твоето работно време и да учиш нешто ново, па да не знам, почнеш да снимаш видеа, па да ги едитираш, па да ги постираш, па едно, па друго. Ти нема да бидеш ефикасен, нема да вршиш својата работа што ти е и ќе мора нешто ново со самотето и кај што се делиш, па ниси ефективен, ниси добар во тоа што работиш, а и имаш премногу работа. И тука доаѓаме до тоа некојаш и до фрустрации? И големи фрустрации, ама и до тоа па ова не функционира. Да. Не функционира социјален бега, ја ќе си терам ова ќе оправам. Не функционира бидејќи ти се обидуваш да ја вршиш работата на некој кој што може да ти ја заврши за тебе, а ти да се посветиш на да си имаш една работа и тоа да биде се. Бидејќи не сум убеден дека мултитаскингот функционира или не само мултитаскинг во тој случај, у моментов кај што се ја работам една работа, тоест две работи у еден момент, туку да работиме повеќе работи во едно исто време. И тоа не е работи кои што можеби се надополнуваат, туку нешто што е сосема различно, да. Надвор од тоа што ни е комфорт зона, скил сет, нешто знаеме како да го правиме и од тука мислам дека е многу важно и најчесто нешто што луѓето кои што не се директно вклучени во овој свет на маркетинг, кои што не го знаат и поради тоа можеби се ствара некоја слика дека ова не функционира. Или тоа, или секој може да работи маркетинг. Што е тоа? Си постира цело време, си седи на социјални мрежи. Па ја Инстаграм, ја ќе ставам, не е проблем. Сите знаат да работат маркетинг, што е кога нема да ги видиш, те тргнеш со идејата дека јас знам, сите имаме социјални мрежи, сите можеме да го правиме тоа. Кога нема да ги видиш резултатите што ги очекуваш, нема да си кажеш ова може би било потешко од колку што мислев или може би има нешто плюс од ова што јас го знам, туку ти си речеш па они платят или порано почнале. Не е баш така. Се си има и план, и стратегија, и знање, и искуство, и 100 грешки пред да стигнеш до резултатот. И се, окей, можеш да пробаш. Не само да пробаш, можеш и да успееш. Меѓутоа, колку те чини, не само од аспект на пари, туку од време, од енергија, од инвестирани ресурси кои што можеби можеле да ти донесат подобри резултати ако си ги инвестирал во она во што си подобар. No. А не е дека не може да се научи. Може и да се научи, можеш и да стигнеш до добри резултати. Само што ти треба и поише време, и поише инвестиции, отколку некој кој што веќе го прави тоа и го направил 100 пати претходно за некој друг, па...
Не, подоаѓаме, мислам дека го нашлевме тоа, пак ќе спомнеме Милан епизода со него кој што не знам, знаеш кога ќе имаш некој кој што ќе почне бизнес и го гледаме тоа со социјални медиуми кои што почнале од нула, не знам, Марк Цукерберг или кој да е, и започнува, ама во еден момент станува многу повеќе од тоа што тие може да го работат, бидејќи тие се само, не знам, девелопер или и ти мора да најдеш некој друг кој што ќе ти го води бизнисот. Или пак да се откажеш од она day to day кодирање, day to day она работа hands on и ти да го водиш бизнисот и да им ја довериш работа на другија. И ама ретко кога успева и двете работи во едно исто време. Никогаш не успева. Меѓутоа успева ако ги имаш во различна фаза од животот. Ако си билдер во фаза на фаундинг, во фаза на основање на бизнисот, тогаш си во предност. Затоа што ги знаеш сите агли, сите ситни штрафчиња од твојот бизнис, се она што функционира или не функционира. Јасно ти е кога нешто шкрипи каде треба да отидеш за да го поправиш. Наспроти тоа, и при тоа, таквата билдер фаза ти бара многу иновација, многу процеси на и градење, и растурање, и преградување, и препакување на нештата. Наспроти тоа, следната фаза во која што веќе си го изградил бизнисот, добро е билдинг процесот да го препуштиш, затоа што да бидеш многу поуспешен во маркетинг и селс продажбата, затоа што не ти бара толкава голема иновација, а можеш одлично да ја срочиш понудата, затоа што знаеш точно што нудите. Така што мислам дека е добитна комбинација со оние CEOs, основачи, сопственици, директори на бизниси кои што ги имаат двете работи и обично им е потешко на оние кои што влегуваат во дадена индустрија само со бизнис знаењето. Многу им е полесно на оние кои што го имаат и оперативното знаење за потоа да преминат во фаза на бизнис девелопмент, маркетинг, селс и така натаму, односно развивање на повисоко ниво. Да, ама некојаш е пак тешко да се откажеш од тие некои... Од задоволството на гледањето. Да, тоа е бидејќи и не секој е граден за тоа, не секој може тоа да го прави, а и знаеш, кој е твое дете, кој е твоја градба, малце потешко е да му ја даеш на друг да ја превземе. Бидејќи може ќе направат истиот резултат, може ќе биде подобро, ама не е твое повеќе, не е само твое. Ама да се помириш со тоа дека никој нема да го направи на ист начин како тебе. Значи, може да го направи исто добро, помалку добро, подобро и така натаму, меѓутоа нема да биде како твоето и пак е баланс. Можеш или не можеш. Ако сметаш дека премногу фрустрација ти создава тоа што го препушташ и тоа што не е како што ти сакаш, како што си замислил да биде направено, тогаш не го препушти. Ама ако гледаш дека ваму има поголемо задоволство од оваа фрустрација, тогаш у баланс си добро ти е. Сега за да прашам, кои се некои предизвици со кои што ти се имаш соочено кога станува збор за маркетингот, работа со која што денеска работиш, самиот свет на маркетинг и предприемништво и твојата улога во истиот? Конкретно нешто да кажам, ова страшно било, не било. Зошто? Затоа што мојот мајндсет е дека добро е да има предизвици. Ако нема, значи си устален како баричка, ништо не ти се случува. Кога те детектираш нешто што се променило, нешто што бара да уклучиш мозок малце повеќе од минимум, нешто што бара малце повеќе труд, нешто што излегло ново и што сакаш да го научиш, тоа е убавината на работата. И моја среќа е што јас многу лесно се адаптирам на промена. Уживам кога се смени алгоритмот на Facebook. Значи, ти се случува сега, чекај, ајде, дај да видиме што има ново бизнисов. Дај
овие таргетинг опции ги укинале, ова го додале, AI enhancement додале, AI enhancement ти ги прави фотографиите на каверот изобличени, како да го решиме тоа. Значи, тоа се ситници во промената, кои што ти го освежуваат секојдневието, нешто што знаеш да го правиш, а еве сега се подсменило и одма ти дава. Ти дава некој челендж чекај сега како да го мрднеш, да не виде. И генерално ми се допаѓаат такви работи. Значи, излегува нова алатка, ја идам да ја научам, затоа што сакам да ја научам, затоа што некогаш ми треба најголем однив, никогаш можеби нема да ги употребам. Или пред AI, да речеме, работиш секојдневно со дизајнери. Че не можеме да се разбереме. Идам, запишувам курс Adobe, курс Photoshop, курс Animate, морам да научам за да се разбереме, за да го зборуваме истиот јазик. Не дека јас се седнам сега да правам дизајни, туку затоа што важно ми е да можам да му кажам што сакам да ми испорача и да ме разбере, и кога те ми каже дека ова не може да се направи, да му кажам извини, ама може. Да. Не, ти нема да можеш да направиш, ама он ќе може. Ама знам дека може. Да. Ако знам дека може, веќе сум во предност. Тоа е многу важно, тоа е лично надоградување, и кој што каже ти, можеби нема да бидат работи кои што некојаш уопште ќе ги користиш, некојаш од принцип е добро, а некојаш па не знаеш кога ќе ти се најде, а и самото она принципиелно кога ќе работиш на себе, кога ќе треба да работиш на себе, ќе ти биде лесно. Го држуваш мозокот во кондиција. Колку почесто учиме нови работи, толку полесно ни е секоја следна нова работа да ја совладаме. Особено кога се работи за концепти. Кога ги имаш ти основните концепти совладано, после секоја нова работа ја сместуваш во тој темплейт. Знаеш дека ова вака и вака и вака функционира, ова само во овој дел е поразлично. И така ти е свеж мозокот, и така наоѓаш работи поради кои што ти е убаво да живееш, убаво да работиш, убаво да споделуваш, убаво ти е на работа тело. Затоа што си го наоѓаш во себе, си ја наоѓаш мотивацијата. Не чекаш, не знам, работодавачот да ти организира тимбилдинг за да ти биде убаво на работа, или не знам, да имате пица петок, на пример. Не чекаш, тоа е многу важно да можеш сам на себе да си помогнеш, да ти биде убаво, да уживаш во тоа што правиш, биде како чекаш од другите, никогаш нема да дочекаш тоа, или ќе биде многу краткотрајно и нема да можеш не може да ти ја даде вистинската мотивација, затоа што сите ние имаме различен потреба од различен тип на персонализиран драйв, така? И сега замисли ти компанија во која што имаш 100 вработени. Што да прави HR? На сите еден по еден да иде да не прашува што те мотивира, чекај да оформам типови на задачи или активности кои што те мотивираат. Не, ти мораш да го најдеш во тебе, а после да видиш дали кореспондира со она што го имате како компаниска култура, со како активности и така натаму. Не верувам во токсично работно место. Верувам во тоа дека не си се нашол. Прво не се познаваш што сакаш, што те мотивира, што сакаш да постигнеш, кај сакаш да идеш, а после откако те дознаеш сето тоа, не си го нашол местото каде што можеш да го реализираш тоа. И не може во секоја компанија да го реализираш. Да, и тоа треба да баш убаво е тоа што спомна на почетокот, од тие 20 до 30 години ти се бараш самиот себе уствари. Да. Затоа е некојаш интересно и баш размислам само до тоа што ќе запишуваш факултет на 18, 19, ти на 25-6 години, на 30 години може ќе бидеш сосем на друго мислење и друг мајндсет, и затоа некојаш убаво би било да можеш да идеш на факултет на 25, на 30 години. Можеш, што те спречува? Не, можеш, ама не, јас можам, ти можеш, бидејќи не ја гледаме тоа како пречка, ама да биде правилото, а не сега еве ја и ти. Не може. Да, конвенционална норма е дека завршуваш па се запишуваш затоа што мора така да иде редоследот, меѓутоа реалноста е дека тој half-life на skills сега во моментов е преку сила 4 години. Да. Јас кога учев факултет, тој half-life беше 20 години. За 2 години од сега, кога мојата терка треба да се запишува на факултет, тој ќе биде 2 години. Со AI, кој знае 6 месеци дали те трае. Да. Нема нешто што е за секогаш. Нема факултет, работно место, работна позиција, skills кои што се за секогаш, и од тука мислам дека ти изумира тој процес, средно, па факултет, па те се вработам, па те соженам, па
нема смисла вете тоа. Мораш да се предомислуваш неколку пати во животот и да се пронаоѓаш неколку пати. Добро е ако можеш на оно што било претходно да градиш, да го градиш следното, ама па нема штета, иако е сосема различно. Да, па и да, убаво е што каже, убаво е ако има некој континуитет у тоа што го работиш и само се надоградуваш, ама некојаш доаѓаш до hard stop. Прекинуваме овде бидејќи сме све сме истрошиле, дале све, толку е, идеме сосема нова. Тоа секогаш интересно бидејќи пак човек од спортот имаш спортисти кои што не знам кој бренд заврши кариера и место сега како конвенционалното ќе иде ќе биде тренер, не он почна да пишува книги за мали деца. И тоа го у тоа ужива, у тоа се пронаоѓа и беше Што те прави Јокич која за заврши? Ке јава коњи. Добро, тоа и сега го прави. Замисли дека кога те се пензионира, може би више и од коњите да му биде по доста. Не знам, Јокич е најголема енигма од било која фаца која што била у светот на спортот, која што е на тоа големо ниво. Значи од 13-14 буцко дете кај што не му се играло никако спорт, па до тоа да биде најдобар играч во светот и да биде најдобар играч со неверојатна леснотија. Таква леснотија на се што прави. Како да е најприродната работа на се. Најинтересно нешто за мене Јокич што го има направено тоа што освојува титула, на пресконференција после тоа го прашуваат дали чека, нели, пошто таму имаат паради, па за неколку дена ќе биде парадата, за 4-5 дена ќе биде парадата, дали, знаеш, како се чувствува за тоа, вика, чекај бе, какви 4 дена треба дома да сидам у сон, што ме само што завршивме. На тој прес кога праша, а кога е тоа? Не, ја те си одам. И тоа е, значи, и баш кога збориме за тоа пронаоѓање, он си има ужива у спортот, го игра, ама он сосема му е окей, сосема му е убаво у животот да мислам дека ако нема спорт, ако нема кошарка, ќе најде нешто друго ќе прави и моментов го прави и ќе бие задоволен и среќен таму, токму таму кај што е. Да. Ама не, Јокич е легенда. Цела епизода за него може да направиме, ама ајде сакав Ги зборавме и од тоа што знам дека го правиш, им помагаш на компании да створат некој личен бренд и некоја автентичност. Да, всушност тоа не е наменето за компании. Тоа е наменето за луѓе кои што се лицето на таа компанија. Трендот беше дека правиме по социјални мрежи, компаниски пејџови, градиме бренд кој што е име и не знам, фабрика или производ или меѓутоа нема линк, не е оној кој што го нема оној кој што го представува. Меѓутоа хиперзаситеноста со содржината на социјалните мрежи, со начинот на кој што се представуваме на социјалните мрежи од една страна, од друга страна TikTok како платформа предизвика потреба луѓето да не предизвика потреба, него ја нагласија потребата луѓето да се поврзуваат со луѓе, да не следи бренд пејдж, туку да следи некој кој што зборува во име на тој бренд, на кој што можеш да му поставиш прашање, зашто бессмислено е да поставиш прашање на компаниски пејдж. И стигнавме во една фаза кај што е многу важно кој зборува за тој бренд или за таа компанија, особено затоа што пејџовите мора да постојат. Пејџовите имаат таа можеби првенствено селс функција на компанијата. Меѓутоа CEO-то, директорот или селс менеджерот или не е важно кој е оној кој што те биде лицето, е тој кој што треба да ги понуди она што јас го понудив, да речеме, во мојот бизнис, во смисла едукацијата, информацијата, бренд ветувањето. Она reassurance дека да, тука сме за да останеме, нема да не снема утре и да ве зезнеме. Тоа не можеш, таков тип на доверба не можеш да градиш со компаниски пејдж, мораш да го градиш со лик. И од тука
цел тој комуникациски флоу кој што се создава на профилите и од присуството онлайн и офлайн на тие личности, потоа се прелева делумно кон компаниските канали со цел сепак да биде поврзано со моментот на прагање пари, односно со продажбата или растот на бизнисот. Симптоматичен или еклатантен пример за тоа е Сатја Надела и Microsoft. Значи на Microsoft page ако отидете, ќе видите дека во текот на месецот има 1 до 2 објави кои што се од пејџот. Се останато е репост од Сатја, репост од Грант, значи од клучните лица кои што се задолжени за комуникацијата на компанијата. И на тој начин се создава таа врска меѓу она што е бренд ветување и она што е компаниски, да речем, бизнис цели, остварување на бизнис целите. И полека влегува на македонски пазар тоа. Интересно е дека може би луѓето кои што не очекував дека првите се освестат, први се освестија за потребата, не се политичарите инаку. И е многу забавно да се работи, затоа што реално работиш 1 на 1. Работиш со во процес кај што ти треба да го преземеш гласот на тие луѓе, да им го изградиш брендот исто како што градиш бренд на производ. Например, како што се гради бренд приказната, се градела бренд приказната на Nike, сега се одржува, така ти треба тоа да го направиш за личност и е фасцинантно, забавно. Да, многу интересно бидејќи ја например ако сакам да дознам повеќе за Nike, земи ќе читам книгата на Phil Knight. Нема сега да не знам да идам на Nike.com или на било која дневните. Да. Не, ќе земи ќе почнам книгата на Phil Knight и после тоа сум all in. Или не сум all in бидејќи не ми се свиѓа. Да. Ама е интересно бидејќи да и баш кога зборам кога не праша пред да снимаме за подкастов, тоа е бидејќи луѓето сакаат автентичност, луѓето сакаат она реално вистинско да запознаат, да ги запознаат тие луѓе кои што се позади што и да е, без разлика тоа дали ќе биде не знам, некоја конференција, дали ќе биде некоја компанија, дали ќе биде па и има наплив моментално на спортисти, на луѓе од спортот кои што имаат своји подкасти, кои што имаат своји YouTube канали, кои што да прават Day in the Life, па на Netflix имаме мал милион, сега не знам за кој спорт веќе нема, она 1 година ги снимаат, па даваат документарец од Drive to Survive со Формула 1 до голф, до тенис, до не знам што. Да, ема тоа е тоа што луѓето сакаат да видат дека овие личности или овие компании или овие спортови не се дводимензионални. Имаат нешто вистински човечки во нив. Така е и добро е што е така, заради тоа што многу е тешко да испекаш личен бренд. Многу е полесно да го направиш тоа со компанија. Затоа што компанијата има мисија, визија, вредности, ти создаваш содржина и ја представуваш компанијата така како што е на хартија, затоа што не е жив ентитет кој што може, не знам, да биде изнервиран, да биде гладен, да биде изморен, да има испад, што год да се случи. И затоа е толку и тешко, ама и те наградува кога те стигнеш до фаза кога што со некоја личност ја оформуваш суштината што треба да биде представена на светот. Таа суштина е таа која што му дава на светот. Зашто ние не нудиме се од нашиот живот. Го нудиме оно што е добро за другите, оно од што можат да научат, да се забавуваат, да искористат нешто, да си кажат чекај, јас сум во оваа фаза на градење на мојот бизнис, можеби советот од овој ти ми заврши работа, го прошол пред мене, вакав бил неговиот исход. Тоа се затоа е добар личниот бренд, заради тоа што ти нуди увид во туѓите искуства. Ти нуди перспектива, а не перцепција. Затоа што кога гледаш од страна на излог нешто, тоа е само генерално перцепцијата за нешто. Меѓутоа кога влезеш во
евен да речеме најд кога го читаш, кога те влезеш во неговата глава, неговата перспектива, како он го гледал процесот, развојот, градењето, падовите, пропаднатата кампања со трудот и така натаму, тука више си мислиш, аха, овде има нешто повеќе што мене ми е, што резонира со мене, не е само добар излог. Не, е нешто што може ние, ја секогаш викам, ја не можам да гледам sci-fi, не можам да гледам, не знам, такви некои филми, не можам да си го представам во едно што немам време, ама кога имам време не можам да си го представам во реалниот живот дека ова стварно може да се случи. И сакам да гледам или да читам работи кои што можам да си ги представам, без разлика и да не се и да се фикција, пак можам ова да си го представам, може ова да се деси, не знам сега, интересно е една од популарните серии на Netflix е Designated Survivor, иако излезе пред неколку години, ама поради само до тоа што доаѓаме до ситуација или време во светот кај што сме сега, ова серија и те како може да стане реалност во одредени држави, случаеви и се тоа. Ама успеа, да, она е фикција, ама е нешто што може да се представиме и затоа е толку успешно, затоа и The Office е, пошто да, е некоја карикатура на Майкл Скот и газди и директори и се тоа, ама може да си замислиме дека... Треба малце фантазија. Да. Искрено да ти кажам, ама ти треба малце фантазија. Немам време. Контекстот на светот е таков, ама има работи у фантазијата кои што може да ти отворат така баш интересни перспективи. Немам време за фантазии. Сега те прашам дека малце го допре тоа. Како да се најде тој баланс, бидејќи неретко се случува некои луѓе кои што започнуваат со градење на личен бренд, со давање на корисни информации, ама тоа некој се прелева во целиот нивен живот. И ти буквално гледаш се. Како до тој баланс и колку е само предизвик да не се дојде до тоа, јас те слушам тебе, бидејќи ми даваш корисни работи, ама се не сакам да знам што правиш дома со твоите деца или да не сум у таа фаза, ама и некоја што стварно не е ни убаво направено, која ние имаме аксес и да знаеме се за Наташа, од најмалите детали до најголем. Колку е предизвик да не се изгуби она сопствениот идентитет кој сум ја за затворени врати, не мора да значи дека се ние ќе лажно ќе се представуваме, ама нема да дадеме се, бидејќи не е ни добро се да се дае. Зависи која ти е публиката, која ти е целта, затоа што инфлуенсерите всушност тоа има работа. Да дадат се и да покажат и може би повеќе од колку што треба, меѓутоа за нив е тоа таму. Пак тргнуваш од сопствената мерка. Што ми е мене удобно да споделам? Ако ми е удобно да споделам се, супер. Ако не ми е удобно да споделам се, меѓутоа ме мотивира можеби монетизацијата на мојот канал за да споделам се, тогаш имаш проблем. Можеби немаш сега во моментов проблем, меѓутоа ти имаш проблем за година, 2, 5, каде што вете нема да знаеш каде е границата меѓу виртуелното и реалното. А што се однесува до личниот бренд не подразбира дека ти стануваш инфлуенсер. Туку подразбира дека ти оно што си го стекнал, научил, создал, изградил, го делиш со другите, затоа што сакаш да им помогнеш, да им понудиш нешто, да им дадеш вредност. Има луѓе кои што гледаат вредност во тоа што те дознаат денеска што јадел Джеф Безос од ручек. Ама има луѓе кои што стварно не ги интересира тоа. И затоа си постои избор и диверсификација. Кого те следам, кого нема да следам, кого те читам, кој ми е релевантен, кој не ми е релевантен. Ако ти е инфлуенсерот релевантен, кој што споделува од сабајле од која те се развои до вечер, до која те си легне секој момент, секоја секунда од неговиот живот, супер. И за тоа има публика. Има публика и за оние кои што зборуваат исклучиво за бизнис, исклучиво за ментално здравје, исклучиво за science fiction. Така што сите си ја наоѓаме својата публика,
Меѓутоа, од позиција на креатор, важно е, барем за мене, е важно да знаеш која ти е, до каде ти е удобно. Што ти е удобно да споделиш, кога те биде компромитирана причината зошто го правиш тоа, тогаш вете влегуваш во опасна зона. Да. Па веќе збориме доста и би сакал брзо поминува времето, има многу на каде што биде, ама би сакал да превршиме со кои се, на пример, малце спомнавме, ама кои се, на пример, некои заблуди кога станува збор за светот на маркетингот, светот на каде сме сега моментално со сето ова, од стварање на личен бренд до предприемништво и некои заблуди кои што ти ги гледаш како такви, дали на социјалните медиуми, дали ги слушаш од луѓе, кои што уствари не се така. Не знам дали е заблуда, меѓутоа една работа која што прилично ме окупира последниве година и пол е ESG. ESG почна како наметнати стандарди кои што подразбираат дека компаниите мора да известува за тоа што прават за животната средина, што прават за заедницата и луѓето, што прават за од аспект на governance, управување на својот бизнис и колку е тоа етички и колку е тоа согласно очекувањата за да имаме одржлив развој. И беа условувани од тоа дека ако го немате ова, нема да имате инвестиции, нема да котирате добро на берза и така натаму, што сега до некаде се менува заради промената на власта во САД, реално кажано. Заради тоа што се олабавува тој притисок дека ти нема да перформираш само заради тоа. Не е добро да биде принудно, не е добро да биде притисок. Тоа се прекрасни работи кои што треба да ги прават компаниите, да ги славиме зашто ги прават компаниите, меѓутоа не заради тоа што нема да добиете инвестиции, туку заради тоа што вие сте одговорен корпоративен граѓанин кој што треба да го прави тоа. Не е финтата да направиш ESG извештај и во него само да пишува ние заштедивме толку, ние толку дадовме како донација, ние не знам толку помалце емитувавме CO2. Што фајде од извештајот? Ништо. Треба за тој извештај да има реални луѓе кои што ги почитувале бенефитите на тие напори на компанијата. И се додека не се научиме дека не е важна бројката, важно е како ги афектирала заедницата, ги афектирало луѓето, се до тога ќе си мислиме дека што е ова глупости, не знам, овие решиле да чистат, не знам, да рециклираат, решиле да направат family day или што го. Не е тоа поентата, решиле да направат за да чекнат некој бокс. Поентата е дека тоа што си го направил како се рефлектирало на луѓето околу тебе. Тоа што си решил да се дигитализираш комплетно, за да нема можност да има корупција во процесот на тендерирање, бидување и добивање на тендери, тоа е импактот. Не е импактот, чекнав ја дека се дигитализирamo извештајот. Сакам да се види да престане да биде заблуда ESG дека наметната обврска и сега ајде тренде мора да го правиме. Сакам да се види вистинската вредност кога компанијата се држи до тие стандарди затоа што сака да се држи, затоа што е одговорна, затоа што не го гледа како проблем, туку го гледа како начин за развој. Да. И за крај ја би те прашал само низ ова низ твојата работа и порано, кој е некој твој начин на помагање? Зборавме за баланс на почетокот, ама што ти помага највеќе со тој баланс, наоѓање на тој перфектен баланс, а и со тоа да биеш успешна таму кај што си, да знаеш како да се справуваш со спомнај ти, сакаш предизвици, ама што ти помага да се справуваш со тие предизвици, или да се справуваш со тие некои фрустрации или некој стрес кој што би го добила од тие некој почетен стрес или фрустрации кој што ги имаш од тие некои предизвици? Мајндсет и алатка. Мајндсетот ми е не го гледа проблемот, гледа решението, баре го, а алатката ми е кога више е време, знаеш дека треба да се спакуваш и да отидеш некаде да отпатуваш. Значи, тоа се двете работи меѓу кои што се движам. При тоа не зборувам за патувањата затоа што
се ја обожавам да бидам турист, туку заради тоа што сум заклучила дека јас кога патувам не контролирам ништо. Маш ми го планира патувањето, маш ми го реализира патувањето, маш ми го организира патувањето. Значи се прави. Јас сум само сопатник кој што ужива комплетно и да пример се возиме низ Италија, јас си пуштам музика, си скролам по социјални, си правам муабет, си раскажувам серии и така натаму, да ме оставиш таму, нема да знам ни кој град сме го поминале, ни кое село е следно. Значи ништо не знам. Јас сум passenger princess комплет. И тоа е тоа што всушност ти го олабавува стресот, затоа што кога си на работа, да, добро менеджирам стрес, значи никогаш не сум почувствувала физички последици од стресот, меѓутоа важно ми е да на патувањата да го имам тој без контрола момент. Значи, дека знам дека ќе биде се супер, затоа што имам довербата и релаксирана сум и опуштена сум. Се имаш ситуации кај што сега бевме, само ја и ќерка ми на патување, се вративме пред некој ден и аеродром Истанбул, знаеш кол кафе, и се симнуваме за да фатиме друг лет. Слетуваме ноќе и треба да фатиме друг лет за Скопје. И се движиме наваму, натаму бараме кој ни е гејтот, Мила ми кажува, сега мама лево, сега десно мама, и тебе да те оставиме, те се изгубиш без нас, нема да знаеш да се пронајдеш. Да. Така што тоа е. Таа е алатката која што ми помага да менаџирам стрес, меѓутоа она што особено ми е важен ми е мајндсетот. Ако за да можеш да уживаш во секојдневните работни обврски, да уживаш во градењето кариера, во професијата, во соработката со клиентите, мораш да знаеш дека секогаш ќе има нешто што за некого ќе биде вау проблем, ама ако се фокусираш само дека е вау проблем, и ај сега да се жалиме дека е вау проблем, само си го губиш времето и само се нервираш. Вака, да, проблема. Ај сега да видиме кои ни се опциите. Ова решение, кој од овие ни се најдобри решение, може ниедно не е функционално, ама бар ни работи мозокот на тоа дека мора да го надминеме. Секоја криза не подразбира дека ти треба да ја заметиш под тепих. Подразбира дека треба да пројдеш низ неа. А ако пројдеш и си научил, и си станал посилен, тоа е тој фокус на решенија е нешто што никогаш нема да не доведе до позиција да бидеме жртви, да се жалиме дека секогаш некој нас лошо ни мисли, крива е државата, крива е власта, крива е корупцијата, крив е комшијата, овој вака ми направил, оној така ми. Не можеш да го смениш тоа, така? Не можеш да влијаеш на тоа ако не тргнеш од себе. А ако се фокусираш на решенијата, едно решение, второ, трето, нешто ќе биде подобро, барем во твоето обкружување. Да, тоа секогаш го велам и тоа ми као некоја воделка и мајндсет кога веќе збориме за тоа и филозофија кај што ние во животот може да контролираме многу мал број на работи. А тоа ние како гледаме на работите, колку ефорт ќе ставиме, колку напор ќе ставиме од тоа што правиме и како ќе одговориме на тоа што ни се случува. Друго, не може да контролираме. Не можеме да контролираме времето надвор, не можеме да контролираме дали Instagram или TikTok сменил алгоритам и не, како ќе гледаме ние на тоа, окей, дали ќе гледаме кој е па готово, ништо готово, откажува, гаси камери, затвараме компанија, или ќе биде окей, чекај, да, ќе биде предизвик, можеби ја одземале алатката кој што највеќе на нас ни помага, ама ајде сега како и колку да се внесеме и да решиме проблемот или да решиме предизвикот кој што е сега пред нас. А иначе другото не можеме да контролираме. Ти можеш да контролираш ни ја, ни некој друг. Можеме само овие три работи да ги контролираме и да се обидеме да живееме живот кај што ќе бидеме задоволни, среќни и исполнети таму кај што сме. И те можеш да направиш нешто кое што не мора да биде Чернобил или не мора да биде револуција. Може да биде мала промена која што значи. Да. Оставаш отпечаток со се што правиш, битно е што правиш. Да. За крај, последно, уште едно. Имаш уште нешто? Имам уште нешто. Ај скоментирај сега. Зашто Дончич беше продаден на Лейкерс?
Добро или лошо е? Значи ја се будам од сабајле 5:30 беше 6 нешто. После 2 минути го одземам телефон и ги гледам Лука Дончич тредува на Лейкерс и мислам Може и он тогаш дознал. И не, наискрено првата помисла ми беше дека е 1 април. Фейк нюз. Не, ми беше ја прво нешто што проверих беше чекај. Дали е 1 април? Не е 1 април. Нормално дека не, ние сме во февруар, не е 1. Ама толку ми беше и например начинот на кој што луѓето реагираа на самиот тој трейд беше да ова е фейк. Хакнате Шамс, новинарот кој што ја брекна веста. И тоа ти дава до знаење колку само е добра работа или не. И мене барем ми е интересно сега дека значи Лука Дончич е типичен балканец. Лука Дончич е некој кој што обожава да пие пиво, да јаде, да ужива и е многу добар кошар. И на тоа им сметало изда на луѓе во Далас и сега се обидуваат да направат некоја слика дека е ово е дебел, не знам што, не знам како. Моравме да одаваме. Ти едноставно не можеш. Ја премногу разговори сум имал за ова, ама најчесто ја би земал 20 години Лука Дончич без да освојам никоја титула, отколку да земам една титула со некој друг. Со Еди. Нема одма се повреди, нема да игра веќе. Ама тоа и пак да вратиме за бренд и за тоа. Нема Лука и малку се како него и нема ти се врзуваш за него и сега голем број на фанови кои што стана фанови на екипата поради тоа што Лука е сега таму, нема да бидат веќе фанови на Далас. Зошто го направија тоа? Видиме, може би да се открие. Многу теории на заговори излева. Дали заради парите, дали заради селидбата во Лас Вегас, дали не знам што, али интересно. Има мал милион и е интересно. Ја мислам дека доаѓа до тој момент да генералниот менеџер на Далас е премногу сака да биде премногу паметен и да покаже дека не. Јас знам нешто што никој друг не знае, бидејќи изгледа на некој кој што е стварно добар во својата работа и ова е атипично нешто кој што сака да изгледа да докаже дека Добро, има и една теорија дека не е до никој, туку е до собственикот кој што извршил влијание дека мора да го продаде, али те видиме. Ќе видиме. За не знам, ја пак ќе кажам, најголем шок што ми се има десен упсани на неколку недели, тоа да се будиш и гледаш дека Лука Дончич не е у Далас Маверикс и тоа не само што не е у Далас, туку е у Лейкерс. Ама ти виждаш да се штипнам да не сонувам се уште. Не ти викам, помисли дека е 1 април. Значи до толку мислиш дека не е нормално. Не и се, можеме после. Може да завршиме. Може да завршиме. Кој е твоето прашање сега за оние што не гледаат? Нешто што секој ден треба да се прашуваме. На што си благодарен? Тоа ми е најважно. Значи, секогаш кога треба од време на време да се потсетиш да си кажеш што имам, зашто сум многу благодарен и тоа те движи напред.